Судскиот совет анализира и пребројува колку судии ќе делат правда, а кои судови ќе треба да стават клуч на врата. По пребројувањето на населението можно е затварање на основни судови во општините кои имаат под 20.000 жители. Такви во Македонија ги има 10. Меѓу нив се Дебар, Берово, Делчево, Крива Паланка, Ресен. Тоа е речиси за околу 80 до 90 судии, помалку од сегашната бројка што ја имаме. Што значи со овие пензионирања ние на некој начин ќе се приближиме до европската бројка, но повторно ќе кажам, дали таа бројка ќе ги отслика реалните потреби на терен? Дали ќе успееме со таа бројка од 395 суди, ние да го совладуваме постојаниот прилив на предмети. Кога знаеме дека сега со 470 суди, дека тоа оди тешко, дека постојано имаме заостанување од 90 до 100.000 предмети кои се пренесуваат во следната година. Се поверојатно е и нова систематизација на судии. Со новите бројки од пописот, а и европските практики, правосудниот систем би требало да има нешто помалку од 400 судии. Според актуелната систематизација има дури 230 повеќе. Советот со стратегија на развој на човечки ресурси и мрежа на судови сака да ги достигне европските стандарди, но не се сигурни дека тоа ќе го реши проблемот со илјадниците за останати предмети. Но тоа ќе значи од една страна некои судови да се затворат, но судиите од там ќе треба да се пренесат во други судови, а исто така ќе треба и надлежноста на тие предмети што биле во тие судови да се преземат од страна на други судови. Сега, кога зборуваме за број на судии, кога зборуваме за број на судови, за надлежности, за пренос на надлежности, најверојатно ќе стигнеме и до политичкиот момент, а тоа е измени на законот за судови. Судиите од сега и сами ќе се оценуваат преку дигитален систем, па од судскиот совет се уверени дека тоа ќе придонесе за квалитетот и брзината на делење правда.